Започнува една нова лајт епизода, а во неа патуваме во Бразил. Момчињата Бразил го истоветуваат како рај, бидејќи девојките таму имаат најдобри задници. Но денес говориме за нешто поразлично, а исто така и анализираме за тоа кои се знаците за деца единци. Инаку, дали сте знаеле дека 60% од младенците обично ги покануваат на свадба и своите бивши партнери? За сето ова ќе дознаете доколку не проследите до самиот крај. Дали сте знаеле дека дури 60% од партнерите на својата свадбена веселба ги донесуваат и своите поранешни партнери или партнери? Свадбите се создадени за да се прослави љубовта помеѓу двајца луѓе, но неодамна спроведеното истражување открива дека во современото општество на свадбената церемонија присуствуваат барем двајца поранешни сексуални партнери на младенците. Замислете, дури 60% од младенците признале дека на својата свадба поканиле некој од своите бивши момчиња или девојчиња. 32% од нив не сакале многу да коментираат за партнерот или партнерката, а 12% оваа ја категоризираат во забранетите теми. Истражувањата покажуваат дека сексот е последното нешто за што двајцата влюбени мислат на денот на свадбата. 1/4 признаваат дека немале секс на првата брачна ноќ. 54% како причина го посочуваат силниот замор, а 1/5 биле премногу пијани за да имаат секс. Принцот Вилијам и неговата сопруга поканиле на свадбата вкупно 6 поранешни партнери. Меѓу нив биле љубовници на Кейт пред Вилијам, како и поранешната девојка на принцот. Од Македонија се селиме во Бразил. Кога се споменува Бразил, веднаш помислуваме на Рио де Женеиро, карневалите, песучните плажи или во поново време на светското првенство во фудбал или на наредната Олимпијада. Но во амазонскиот басен живеат и бројни староседелски индијански племиња, вклучувајќи ги и племенските групи Десана, обкружени со водопади, тропски растенија, птици и животни, речиси 5000 километри од главниот град. Ова племе, до кое може да се стигне само по реката Рио Негро од Манус, Десана, уште живеат речиси како пред многу векови. Главната окупација им е ловот, а себе си се опишуваат како синови на ветрот. Тие се поделени во неколку помали племиња, а веруваат дека секое Десана племе има специфичен мирис, поврзан со карактеристичниот начин на живот. Тие веруваат во таткото на богот, Таукан, и во трите дела на мудроста, кои се поврзуваат со астрономска традиција. Религијата влијае на начинот на кој тие ги толкуваат нивните визии, кои се предизвикани од халуциногените други. Ритуалите се составен дел од секојдневниот живот на овие генерално мирни и весели луѓе и се вклупуваат во се што означува важна животна фаза и настан како раѓање, смрт, брак, на преминот од детството во зрелата возраст, зрењето на овошјето, голем лов и промена на годишните времиња. Современиот свет влијае на нив, но племињата се трудат да го задржат начинот на кој живееле досега. Дали и вие сте дете единец? Еве знаци по кои ќе можат да ве препознаат другите. Дали луѓето постојано ви велат дека сте разгалени, дека сте себични, дека постојано поминувате време со вашите родители? Ова се само дел од знаците кои укажуваат на тоа дека сте дете единец. Кажи ли дека децата единци се разгалени? Не, се зависи од воспитувањето. А дали се себични? Можно, шом нема конкуренција. Можно. Не, па да. А себични знаат ли да бидат? Да. Па знаат да бидат себични.
Обично луѓето кои не се единци не можат да ве сватат како можете да поминете повеќе од 5 минути со семејството или ќе се изначудат за вашата себичност, односно немањето навика за делење на работите со другите. Децата единци обично на семејните патувања сакаат да ги водат и своите блиски пријатели, а луѓето често за нив велат дека се себични и дека никогаш не ја осознаваат вистинската љубов. Мислат дека се е нивно, па затоа често не можат да се помират со фактот дека некогаш нешто треба да делат и со другите. Единците се многу одговорни личности, бидејќи целата надеж на фамилијата е насочена кон нив, а за неуспесите вината не ја префрлаат на други. Па бога ми нема ни на кој. Доколку вечерва останувате дома, не знаете што да правите. Ние ви нудиме еден предлог филм. Доколку сте заинтересирани, можете да го погледнете. In a world within our world, they've created a world unlike any other world. На филмскиот репертоар урнебесна комедија. Траење час и 26 минути. Во режија на Джош Лајнч. That looks terrible. My 3-year-old nephew can make a... Припаѓа на жанрот авантура, комедија. Adventuring is exactly what there needs. Тие се учесници во надпревар каде глумат ликови од друштвени игри. А што потоа? Погледнете го филмот. Evermore. Welcome to the fields of Evermore. You guys do actually look slightly badass. Eric's about to level up to Grand Sorcerer. I'm packing an ounce of killer shrooms. And there be monsters in need of pummeling. I'm in. Huzzah! But for these make-believe heroes, Guys, pentagrams? And we don't roll that way here, all right? This is the LARP, not the Wicker Man wiccan cosplay. something truly evil is taking their fantasy to a whole new reality. You just summoned a succubus. Нашето дружење завршува токму овде. Со нови содржини ќе се видиме утре, во петок. А до тогаш, кликнете tvstar.com.mk или во Штипмака. Чао, чао!